Добар ден и добро дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за една конкретна тема. Во претходното видео зборувавме за една поопширна тема, односно за Матриксот. Ова што се случува во позадина е Дара, едно мало маченце кое што го втомивме. Ама е малце побрливо за разлика од Лара, мојата долгогодишна мачка. Но да се вратиме. Во претходното видео во Матриксот зборував за опширни теми кои што се наметнати во општеството како дел од истото и законски се прифатливи, нормализирани и дозволени од страна на системот и институциите, затоа што наводно човекот има право да прави што сака, до граница на нормала, каде што таа нормала вели да не го загрозува другиот живот. Меѓутоа, например, многу институции се отворени во денешно време, кои што на некој начин не му прават таква директна штета на човекот, но индиректно, душевно го убиваат. Пример за такви институции кои што се слободно отворени од приватни лица, тоа се обложувалниците и коцкарниците. Што значи, системот во општеството налага да има структура која што секој човек има слободно право да прави што сака, меѓутоа од друга страна наметнува закони кои што одговараат на политиката, ајде да речеме дека се окей одредени закони да го држат човекот до граница на тоа да не прави штета и толкава слобода да наштетува на туѓо човечко битие, меѓутоа од друга страна има закони кои што ги дозволува овие нешта, што всушност доаѓа до една психологија кај човекот да се самоуништува. Значи, да создава во себе само убиствен порив кој што на долг рок го уништува духовно. Од аспект на тоа, ако ние посегнеме по друго човечко битие и направиме некоја физичка штета, ние за тоа сме законски гонети и кривично одговараме. Меѓутоа, кога општеството и институцијата ти дозволува одреден закон и дозвола на друг човек, значи дозволува на друг човек, и одреден човек, клиент, влегува во таа институција и ја применува таа, да кажеме, игра на таа конкретна институција, во овој случај коцкарница или обложувалница, и на тој начин општеството на индиректен начин дозволува одредени поединци да отвараат своји институции, каде што во тие институции човекот со своето слободно право и волја може да влезе и на некој начин да прави активности кои што него духовно го уништуваат. Зашто го напоменувам ова? Бидејќи човекот е генерално неразумно битие во многу случаи и како неразумно битие, оној што е на власт треба да биде поразумен од оној што е неразумен. Ако е тоа така, тогаш овие образовани и високосвесни лица, кои што треба да бидат вакви, треба да ги спречат овие институции и сите нешта кои што постојат во општеството за човекот да не се убива самиот себе си духовно. Во овие конкретни обложувалници и коцкарници имаме многу примери каде што луѓето навистина си ги уништиле животите. Значи си ги уништиле до степен на тоа и самите себе да се уништат духовно и физички, значи своите домови, партнерските релации, браковите, децата да патат, значи многу луѓе да патат во едно општество. И ќе видиме огромна дупка во ваквиот систем. Меѓутоа, што се случува? Човекот едноставно додека не се освести за тоа дека системот и политиката треба да биде разумна и да оди во прилог на човекот, за човекот да има
Ако веќе прават закони да човекот има услови каде што нешто ќе може, нешто нема да може, а не да дозволува институции каде што ќе и бидат отворени врати за човекот духовно да се уништи. Што значи можеме да видиме дека некои нешта не се како што треба и некои нешта можеби обичниот човек не може да ги спречи од аспект на тоа сега да спречиме ние закони затоа што ја немаме таа моќ. Од друга страна имаме слободна волја да се спречиме себе си да не постигнеме по такви пороци, обложувалници, коцкарници, дрога и така натаму. Меѓутоа, некој е роден во многу ниско свесни фамилии, тажни судбини, кармички оптеретувања кои што едноставно го ставиле во животна ситуација да нема толку чувство за слободна волја и избор и едноставно го води својот живот според своите нагони, според своите моментални желби, според своите илузии најчесто, затоа што немал правилно воспитание од дома, немал водство, немал никаква поддршка во животот, можеби заглавил во многу други нешта затоа што не размислувал, бил неук и така натаму. И општеството ти нуди идеална можност за брзи пари за ти да си го доуништиш животот. Зашто го кажувам ова? Бидејќи позади коцкарниците и облажувалниците има огромна психологија. За таа психологија ќе зборуваме за кратко, меѓутоа да сумирам некои нешта. Затоа што човекот е роден во вакви услови и околности и неговата можеби судбина била таква заради неговото ниво на свесност, тоа не е важно. Важно е државата и политиката и највисоките органи во една држава да направат закони кои што ќе ги заштитат овие луѓе да не се доуништат, да им донесе можност за поправање и за подобар живот. На тој начин што ќе даде одредени програми, можеби насоки, поддршка, помош, поправни домови и така натаму, кои што ќе придонесат овие луѓе да едноставно ако заглават некаде во животот, да имаат можност некаде да дојдат да побараат бесплатна помош и поддршка, каде што тие ќе бидат на некој начин вратени на правиот колосек на животниот пат. А државата, политиката ти создава можности, значи затоа денеска во Македонија имаме на секој чекор обложувалници, коцкарници и брзи кредити. Значи брзите кредити се најголемото зло кое што на овој 21 век кој што се изгради изминативе неколку години, затоа што таму најчесто одат луѓе кои што сакаат брзи пари, не размислувајќи дека за камата треба да плаќаат дупло. Значи тоа се направени брзите кредити се направени со огромна психологија за да човекот се намами да ги земе парите после долги години и месеци да плаќа сума која што е дуплирана од онаа која што е земал. Затоа се тие лесни кредити. Затоа што те намамуваат на психологија да едноставно влезеш во клопка која што ќе те докрајчи. И затоа многу луѓе од еден кредит земаат друг брз кредит, земаат трет брз кредит и се заглавуваат до нема и каде. Тоа се животни приказни кои што јас ви ги кажувам реални примери од искуства кои што луѓе на вистина се заглавиле, а не е еден. Можам во процент да ви кажам дека можеби 50% од Македонија е заглавена во брзи кредити. А да не збориме колкава популација на луѓе е зависна од коцкарници, од обложувалници, од спортска и од онлайн коцкање, каде што еве читав пред некој ден статија. Значи млади деца во Македонија, огромен процент на млади деца се зависни од коцкање. Во Прилеп дури имаше ситуација каде што се отвараат и психолошки установи за психолошка помош и групно советување за исцелување од зависност од вакви ситуации, значи на луѓе кои што се зависни од обложувалници. Значи, тоа е нешто што државата, општеството ти го дала како можност, како отворена врата, ти да одиш кон зло, бидејќи тоа е чисто зло, тоа се пороци, значи 3-4 главни пороци кои се дрога, коцка, алкохол, промискуитет. И во денешно време мислам дека тоа е најголемото зло кое што се наметна е маркетингот, значи да
переш пари од народот со нереални цени на луѓето само за да заработиш за себе. Значи тоа е најголем порок кој што луѓето денеска го имаат во овој 21 век. Бидејќи се материјализира, се креваат постојано цените, тоа можеме да го видиме и го алудираат и самите политичари, значи еве ви ги големите плати, еве ви ги големите цени, можете да ги видите. Значи нашиот премиер го алудира тоа, сите што се на власта и претходните и денешните и оние што ќе дојдат идни најверојатно ќе бидат, значи сакаат да воведат некои европски западни вредности на зголемување на плати за наводно поквалитетен живот. А всушност доаѓаме до заблуда дека колку повеќе пари ти имаш и колку повеќе се стремиш кон тој идеал и материјален, богат и удобен живот, ти толку повеќе се оддалечуваш од суштината на животот, бидејќи суштината на животот е токму спротивното. Да се задоволиш со малку, бидејќи тоа било идеал на многу мудри луѓе и во антиката и во минатото, во историјата, каде што се стремеле на едноставен живот, на вложување во себе како вредност, да имаш еден идентитет со кој што ќе можеш да се воздигнеш себе си како личност, да бидеш своја личност, а не да се стремиш кон повеќе пари. Тоа никаде во историјата го немало на животот на земјата. Значи тоа биле икс поединци кои што едноставно доаѓале од сиромашни семејства и на кои што им се пружила можност да направат еве вака брзи пари или да направат да влезат во некој бизнис каде што е материјалистички ориентиран и ги залажува луѓето за естета, за минливи задоволства и така да се збогати и ги имаме тие материјалисти кои што владееле уште од многу дамнешни векови, меѓутоа биле индивидуалци. А обичниот народ, малиот обичен човек, им влегувал во работни места, работни позиции на овие луѓе. И ете како се поддржувале, како растеле. Меѓутоа да се вратиме на темата. Запаметете едно нешто. Се што е создадено од човекот, значи не од Бога, од чистото, од суштинското, од духовното, од едноставното, се што е создадено од човекот, кој што е ограничен и мисловно, и духовно, и интелектуално, и енергетски, значи ограничен само за животот на земјата, бидејќи Бог ги гледа нештата од широката слика, човекот ги гледа вака, како во болница во хол. Значи само да преживеам, само да се збогатам, само да купам ова, само да отидам на патување, значи само вака во материјалната димензија. Сето тоа, се што е создадено од човекот е направено да го оттргнува од едноставниот начин на живење. Се што е направено во општеството од човекот е направено да го оттргнува од сегашниот момент, од душата, од Бога, од природата. Значи, зашто во природата, кога одиме во природа, ние немаме никаква потреба, едноставно го уживаме тој момент, тој воздух, таа природа, тие бои. Затоа што да човекот толку му е доволно. Зашто кога одиме ние во мол, не можеме да најдеме мир, не можеме да најдеме застој, ние сме во постојано движење, затоа што едноставно таму не влече енергија на сетилни задоволства. Сакаме да влеземе во повеќе бутици, сакаме да влеземе во повеќе кафичи, сакаме да искусиме повеќе храна, различна храна, сакаме да сликаме, сакаме да се прикажеме пред другите на Инстаграм. Поентата е дека сето тоа што е создадено од човекот го прави само да се оддалечува од себе и да се води кон што повеќе материјално и задоволства. И кога има човекот таков порив, не можеш едноставно да го научиш да живее едноставно ако општеството и политиката ти нуди толку естетски задоволства, сетилни задоволства за телото. Затоа политиката, заради тоа што дозволува толку молови, заради тоа што дозволува толку поскапување на цените, тогаш затоа и толку алудира покачување на платите, наместо да се оди во обратен правец. Сите знаат дека во 70-тите, 80-тите години во Македонија најубаво се живеело, па и 90-тите. Зашто? Затоа што го немало ова. Значи, старите скопјани знаат дека во Скопје се живеело најидеално, можеби било потешко од други аспекти, меѓутоа се живеело здраво, се живеело едноставно. И баш ми се отвори една слика пред некој ден во отварањето на трговскиот центар во 73-та година од минатиот век. Милион луѓе имаше, меѓутоа толку средени, толку едноставно, толку насмеани луѓе. Никаде не се гледаат торби со толку купен шопинг. Значи, едноставно луѓето се дружеле повеќе, имало едноставен живот.
И не е дека овој живот сега ние треба да го прифатиме, да го усвоиме. Човекот не е свесен дека овој живот всушност го води кон зло и затоа што е наметнато злото во општеството, тие не се ни свесни дека всушност на несвесен начин и да не сака и да нема пари, тој ќе се натера да отиде во мол, за да може би купи нешто за да ги задоволи своите естетски или лични потреби, но не е свесен дека сите тие потреби се водени од тоа што он е приклонет на зло, кое што го тера да оди да си ги потроши парите. Наместо тие пари да ги инвестира во нешто што утре ќе му донесе подобра иднина, поквалитетен живот. Значи, наместо да ги дадам јас парите во коцкарница, 1000-2000 денари, значи ќе ги заштедам, ќе инвестирам во нешто, или ќе ги штедам, цела година ќе штедам, за да си платам можеби некој курс или нешто да направам кое што мене животот иднината ќе ми се промени во иднина. Ама бидејќи те тера зло однатре, значи ти си наклонет на зло, бидејќи општеството, политиката наметнала од сите страни зло, ти веќе не си свесен дека те води зло и влегуваш во коцкарница, ја имам една интересна животна приказна која што мислам дека е идеална да ја споделам и тоа беше пред многу години, кога бев многу мала, значи имав околу 18-19 години. И јас така си фатив едно лошо друштво, еден другар кој што беше зависен од коцкарници. И еден ден, значи, јас работев тогаш уште бидејќи бев млада, татко ми беше починат, морав да работам и едноставно работев за една просечна минимална плата како еден тогаш студент во тоа време. И се сеќавам, ме намами да едноставно одиме вложиме пари во казино, на тоа со топчето каде што не знам рулет како се викаше. Као наводно, а мене тогаш ми се свиѓаше една многу јакна која што во тоа време немав пари да ја купам. Не беше нешто многу скапа, ама имав пари доволни за да, за други трошоци. И ајде се намамив, влегов со него во тоа казино. Парите што ги вложивме, иако не беа многу, не е важно. Прво ни ги даде, ни ги дуплираш или тrodуплираше, не можам да се сетам. И потоа на следното вртење викам ајде да ги извадиме. На следното вртење ајде уште еднаш. Бидејќи завис, тоа е завис те тере однатре и на нула дојдовме. Значи сите пари ги изгубивме. Поентата е дека човекот таму не може да најде среќа, не може да најде мир, не може да најде успех. Тоа се лажни пари. Значи парите се заработуваат со лична одговорност и своите две раце и личните своји таленти кои што треба да се развиваат. Се додека човек оди со брзи пари, брзи кредити, брзи рулети, значи се тоа што е создадено за игра на среќа и наводно брза помош, која што ќе ти донесе моментално решение, е дел од зло кое што на долг рок тебе те уништува духовно. Има еден интересен цитат кој што ќе ви го прочитам од Хермес Трисмегистос, кој што вели: лажливиот сетилен свет го наведува човекот да се заврти од истиот, додека престојува во материјалниот свет, човекот не треба да се врзува за делокругот на сетилата, затоа што од истите е спречен да го стекне правилниот увид. А кој е правилниот увид? Едноставен живот, вложување во себе, мир, мудрост, развивање на верата, на духовноста, поврзаноста со Бога, оддалечување од злото. Значи, да сумираме, материјалниот свет е дозволен со законот, врховната хиерархија, да носи отворени врати, кои што човекот ќе го водат кон естетски задоволства, сетилни задоволства, кои што на некој начин, ќе го однесат кон самоуништување. Овој факт треба да ве освести дека не треба да се подпирате на политиката на државата, од една страна, да се подпирате повеќе на себе и на инвестирањето во себе, од друга страна да отворите очи и да читате малку, да инвестирате во себе за да може да процените психологија позади политичар кога ве лаже, а не само да правите некои своји илузии, да плукате по коментари по социјални мрежи како оваа власт бетер била од претходната, како пред 4 години кога победила претходната или пред колку таму години плукавте за претходнава,
која што е сега на власт, како таа ве уништила, значи гледате самите дека од години во години со секоја нова менување на влада се случува истата приказна која тоа така, значи Бог или животот пробува нешто да ве научи во животот дека едноставно тоа не е решението, дека некој на власта ќе дојде и ќе ви го оправи животот ако не самиот тој не е свесен како треба да се живее правилно. Значи водач, владетел и премиер и председател треба да биде човек кој што пред се е духовно освестен. Значи тоа се луѓе кои што ќе можат да размислуваат во името на народот, во името на духовната благосостојба, каде што ќе може да воведе и закони и забрани и нови методи и едукација и институции кои што ќе го доведат народот, ако веќе народот веќе не може самиот тоа да го постигне со своето знаење или неукост или што и да стекнал во животот како свест, значи да има државата поддршка од големи владетели кои што на некој начин ќе ги однесат овие овци или народ кон правилниот живот за да најдат мир сами со себе. Тоа е вистински владетел, политика, систем и држава. А не ова што ние го гледаме сега, кој што едните помеѓу другите постојано се плукаат. Еве вчера ми се отвори видео каде што од моменталните политички партии кои што се сега во парламентот, значи се испотепале едни меѓу себе. Значи тоа ви кажува дека таму нема никаков морал, свест, значи нормалност во главата. Нема никакво достоинство и никаква култура пред се, а вас ви го водат животот таков менталитет. Значи вас ви го води животот таков менталитет и луѓе кои што едноставно не можат да се водат самите себе. За да можеш ти да водиш држава, ти прво мораш да сами од себе да се водиш, да имаш самоконтрола. Ако немаш самоконтрола, тогаш и државата може туку лесно да биде без контрола. Затоа што ќе дојде некој кој што е приклонет на зло, ќе даде идеја ваму таму, притисок од неколку страни, кои што често злото ги прави тие сплетки и отиде државата во колапс, во бездна. А мислам дека и тоа ќе се случи со овој унгарски кредит кој што е сега подигнат. Тоа е истото зло, само во поголема маса. Значи имаме мала масичка, кредити се земаат и имаш држава од држава земаш кредит и ја задолжуваш државата. Слушајте ми го збора дека тој кредит нема да донесе ништо добро на идните генерации, на идните поколенија кои што ќе треба да ја водат државата. Еве на кратко ќе споменам за спортските облажувалници. Значи, уплаќаш спортска, кого го уплаќаш? Фудбалерине што трчаат, фудбалерине што живеат луксузни животи, ги плаќаш нив. Значи, ти плаќаш некој, ти дома живееш мизерно, просечно, едноставно не ти е убав животот, ти одиш, се залажуваш со спортска, за тие пари кои што си ги даваш, луѓето едноставно не се свесни дека тоа е бизнис. Значи, таму се прават огромни пари и тоа од вас, од самите вас. Значи, вие што работите цел месец, од таа плата, наместо да платите за нешто паметно и да инвестирате во себе, вие плаќате во залажување на брзи пари, а тие пари, замислете колку луѓе се тоа, затоа има толку спортски облажувалници на секој чекор, затоа што се прават добри пари. А од тие пари каде одат? Во оние кои што вие ги гледате на телевизија, значи на спортот, или кој што и да се случува во која и да е област тоа. Тие си живеат луксус, тие живеат слава, се можно најдобро. Значи тие инвестирале во себе целиот живот, не плаќале спортски облажувалници, вложувале во себе за да стигнат до таму. Значи вие се занимавате, го губите времето со саат два гледање на спорт на телевизија, наместо да правите нешто продуктивно и си ги губите парите, а тие пари одат кај овие за луксус. Порано спортот било граден за да може секој со своите таленти да игра и тоа да се живее и одвива непосредно, а не да се прави маркетинг и масовна индустрија од тоа, каде што луѓето ќе се заковаат на своите каучи и со главите во телевизорите, бидејќи тоа е целата суштина на денешниот спорт. Порано се знаело, значи играш, вложуваш во себе, тоа биле таленти, имало таленти. И се почитува, и треба да се почитува спортот, ама не денешниот. Значи порано знаат многу луѓе, имало спортски игралишта, терени каде што се одвивало и луѓето доаѓале непосредно да го уживаат тоа.
Океј, забавни активности. Ама ова е луксус, ова е далеку од реалноста, од нормалното, од здравиот разум. И можам тука да ги вклучам дури и денешните онлайн маркетинг продавници, значи продажба, која што создава завис. Значи ти имаш брза картичка, можеш од сегде да плаќаш, не мораш да отидеш нигде. И на некој начин со тие реклами тебе те наведува да се намамиш. Брзо да направиш нешто. Не мораш ни да отидеш негде, одма ќе ти го пушта дома. Значи тоа е исто како брз кредит. Тоа е исто како брзи пари во обложувалница. И многу често луѓето знаат дека се дебело изгореле кога купувале нешто онлайн, вклучувајќи ме и мене, каде што ти плаќаш за одреден производ, ти дава совршена слика, естета од тој производ, а ти стигнува AliExpress, сосема нешто друго. Тоа е таа цел, исто како во психологија, во брзите кредити, каде што ти ги зимаш моменталните задоволства парите, ама потоа се гориш на долг рок. Овде си ги даваш парите за некој производ кој што очекуваш дека ќе биде ист како на сликата, ама ти стигнува и не можеш да го вратиш, можеш само замена да направиш за истиот. А ако направиш замена, те чека нешто слично. И што имаме? Ти си изманипулиран и изезнат на некој начин од сите страни. И еве ни чистата психологија, како може од различни институции да се води, значи, една мапа која што човекот го води кон самоуништување. Да си ги потроши парите, да си ги потроши енергијата, значи што ја вложил, што ја дал за да работи цел месец. Зашто? Затоа што моментално естетски се задоволил. А се задоволил од што? Од тоа што државата дозволува вакви нешта да дојдат во сечи дом. И еве за крај ќе дадам психолошко објаснување на кој начин обложувалниците и коцкарниците влијаат на човековиот ум. Влијаат на тоа да се крене кај човекот адреналинот и да не може да се одвои од тој порив, да не отиде повторно кон игра, да не отиде повторно кон обложување. Значи, тоа е психологија која што е многу добро осмислена за човекот да се залаже и да влезе во таа игра, за да може некој индивидуалец кој што наводно бил паметен да прави пари од тоа и од своите сограѓани. Се додека човекот не е свесен за ова, до тогаш и ќе постојат и ќе екзистираат овие обложувалници коцкарници и до тогаш нема да биде свесен ниту за политиката. Кога овој народ ќе се освести за тоа што поддржува пред се во својот секојдневен живот, од друга страна во тоа што поддржува во политиката и кога го гласа, и дури да погрешил во гласањето, и ако во текот на тој мандат од 4 години, значи нешто има што не му се допаѓа, не плукајте по коментари, излези надвор, протестирај, дигни го гласот. Ти имаш свој глас, без разлика колку и да си бил неук до вчера. Застани зад себе од денеска и дигни го гласот. Денеска ќе го дигнеш за нешто што ти смета во државата, утре ќе го кренеш за нешто што ќе ти смета во работата. Задутре ќе го кренеш за нешто што ти смета во образованието на твоето дете, а во друг ден ќе го кренеш гласот кога ќе ти смета нешто за тоа што парите си ги даваш можеби во празно, за данок, за глупости, некој кој што државата те едноставно те манипулира. Тоа е идеалот на психологијата на мудроста и разумноста кај човекот. Не ти се потребни не знам колку дипломи за да го достигнеш тоа. Потребно ти е само да инвестираш од секој аспект, по некоја книга, по некој значи нешто чисто правилно, духовно, значи и духовноста те учи на некој начин да се поправиш себе и да внимаваш каде одиш. Бидејќи тоа е првиот чекор на мудроста, на разумот. Потоа сите детали доаѓаат кога ти читаш, кога инвестираш. Значи читам ова, читам друга книга, читам трета, ти впиваш информации кои што таа слика, која што духовно веќе ја знаеш, ти ја прошируваат. Тоа е суштината на едукацијата. Меѓутоа едукација без духовност, тоа е материјализам чист. Само те учи на нешто, а немаш корен, немаш стол. И за крај ќе ви прочитам неколку аспекти кои што стојат во психологијата, кои што се докажани, правени се истражувања, докажани се, како влијаат овие институции. Вика,
Психологијата по обложувалниците се однесува на психолошки принципи кои обложувалниците ги користат за да ги поттикнат луѓето да се коцкаат. Овие техники вклучуваат манипулација на перцепција, емоции и донесување одлуки. Значи, манипулација на перцепција, значи тебе ти дава слика дека ова ќе ти го подобри животот, дека ќе ти донесе пари, дека ќе си го среди животот, значи ти носи перцепција. Ти носи емоција, доживуваш адреналин, леле, готово, ќе најдам решение за мојот проблем, значи имаш надеж, имаш позитивно очекување. И на крај, донесување одлуки. Значи, донесуваш одлука, влегуваш во тоа и нема назад. Нема назад. Некои од најчестите психолошки аспекти кои стојат зад обложувалниците се илузија на контрола. Што значи тоа? Значи, обложувалниците поттикнуваат чувство дека играчот има контрола врз резултатот. А всушност самите апарати се направени да човекот да треба да губи. Тоа е исто како верувам кога сте биле на флипери некогаш на одмор, кога сме оделе, кога ги пушташ оние како рака каде што треба да фати една играчка. И тоа е направено толку лесно да не може да ја фати играчката, туку кога ќе ја фати да се лизне. И на ист начин, овие игри се направени да човекот се залаже дека има контрола, ама нема контрола затоа што е направено да изгубиш, да си ги потрошиш парите. Понатаму, близо промашување. Кога некој ќе изгуби, чувствува дека бил многу близо до победата. И вас го мами да тој повторно проба, затоа што бил замалцен, мислам дека следниот пат ќе успее, и тој влегува во живиот песок уште повеќе и повеќе. Променливи награди. Вели обложувалниците користат систем на променливи награди, каде што исплатите не се постојани, туку случајни. Оваа техника го засилува возбудувањето и ја одржува надежта дека победата е веднаш за даголот. Социјален доказ. Големите реклами за победници, фотографии на луѓе со големи добивки или статистики за исплатени добивки се користат за да се создаде впечаток дека другите победуваат. И така, овде, кога ќе го видиш ти тоа, ти се засилува идејата дај да пробам и јас. Дај можеби јас ќе успеам во тоа. Понатаму се создава емоционална манипулација, значи еуфорија од една страна. Затоа обложувалниците се направени со толку бои, со толку огромни реклами, со некои ликови кои што се чудни, интересни, игриви. Тоа е дизајн кој што едноставно те тера на забава, некоја на привлечност, на сетилност. А од друга страна, исто така предизвикуваат огромна фрустрација. Вели, ја користат човечката тенденција да сакаат да го вратат она што го изгубиле. Чиста психологија. Зависност од коцкање, микроплаќања, ти дава можност за мали суми. Зависност од коцкање, значи, што се случува? Ние кога вложуваме во коцка, ние го активираме нашиот хормон допамин, кој што е хормон на задоволството. Ти се отвара можност да едноставно се почувствуваш конечно слободно, леле, пари добив, леле, јас сум ист како сега оној кој што има толку пари, излегов од мојата ситуација која што е сиромашна, можеби со овие пари ќе отидам на некое патување кое што е моментално, значи ти се создава и пред да ги вложиш парите, но и кога ќе добиеш некогаш ти се создава ова чувство. Меѓутоа, тоа е тоа чувство кое што те тера следниот пат повторно да влезеш во тој објект и повторно да се залажеш со истото задоволство, кое што е моментално и кое што на долг рок не е загарантирано, и на долг рок ќе те одведе кон пропаст неизбежно. Значи, нема таму човек кој што излегол среќен, успешен, во благосостојба, во мир и со најголем успех во својот живот. Тоа не сум направила истражување или да видам човек кој што можеби бил еден поединец во милиарда да го постигнал тоа, а дури да го постигнал тоа се прљави пари. Тоа не се пари заработени од свој труд. Значи, Бог сака да работиме од сопствени таленти, од сопствен труд, од сопствена енергија, а не ти да влегуваш и тие пари чиви се на народот кој што си се залажал, си ги дал парите. Значи ти заработуваш од туѓа мака и тоа се пари на грев, на карма, на тешкотија, на неизбежно страдање. Значи тие пари ќе си ги дадеш или на здравје, или на дете, или на утре сообраќајка. Значи тие пари не се чисти пари.
Тоа се пари од маката на друг човек кој што се залажал во овие институции. Така што отворете 4 очи, кај влегувате, што правите, кого гласате, што поддржувате и размислете малку, не како поединец кој што јас не можам ништо да направам во оваа држава, туку борете се за себе, за својата мудрост, за својата интелигенција, но борете се и за вашите деца, од друга страна, во какво општество ќе живеат, а од друга страна борете се да едноставно го спречите ова што веќе постои, бидејќи со борба може да се спречи злото. Не може ако се затвориме дома и пишуваме коментари, сега ние на социјалните мрежи, ја гледам, само се јадат луѓето едни помеѓу себе, ништо не правите. Ништо не правите. Верувајте ми, ништо не правите. Еве, ова нека биде едно видео специјално за злото во општеството од аспект на коцкарници, обложувалници, брзи пари. Доколку сметате дека ова видео ќе му помогне некому, споделете го, помогнете си на себе, помогнете и на својата фамилија, бидејќи животот може да биде многу поубав без сите овие нешта, ако не постојат во општеството. Така што да се потрудиме како колектив да ги неутрализираме и да ги уништиме и да не постојат веќе, за да не има страдање. Лекциите од зависноста може да се научат на многу други начини, а не општеството да создава идеални можности човекот да страда на овој начин. Ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео.